Što teška nesreća ги збраи мажите и жените, та гласи тажна ека и навева се он коп и зла. Така пишуваше Прличев и така беше. А денес нема никој да писка, никој да слуша. Галичник е пуст, скоро без жива душа, без детска игра и смеа, без живот. Природно е да не се заборава местото каде што се родил човек. Местото каде што човекот го доживеал своите младешки чувства, каде што го поминал своето детство. Меѓутоа, надвор од сите тие, да не речам, стереотипни доживувања, чувства кои го врзуваат секој човек со местото каде што се родил, Галичник, за разлика од другите села, сепак поседува нешто посебно, некоја посебна драж, нешто особено што го става изнад другите обични села во нашата република. И за голема жалост дозволивме тоа село кое представуваше бисер на селата во Македонија да исчезне. Зашто исчезна? Како исчезна? Долга историја, долга приказка, меѓутоа стоиме пред фактот дека Галичник е речиси пред исчезнување. Од околу 5000 жители, колку што Галичник броеше при крајот на третата деценија од овој век, денеска во Галичник живеат неколку души кои може да се избројат на прстите од едната рака. Од околу 800 куќи, преку 800 куќи, колку што Галичник имаше кога беше полн, сега е останата секоја пета куќа. Меѓу исчезнатите куќи се значајни архитектонски објекти од големо значение за историјата на македонскиот народ. Покрај другото, Галичник се јавува како средиште на преродбата на македонскиот народ. Сврзано со природата се низ Галичник растурени бројни архитектонски споменици. Тие, на жалост, исчезнуваат. Во минатата деценија Галичник е прогласен за село-музеј како израз на стремеш, на грижа на републиката да се дочува тоа културно богатство. Меѓутоа, освен актот за прогласување и реконструкција и малкуте интервенции што се сторени, не е многу реализирано на тој план. Мене ми е криво што го напуштивме селото од 61 година. Затоа што тамо бевме навикнати на тој живот и многу ни беше за нас добро. Али сега, кога веќе го напуштивме, сега одиме по еднош годишно на летовање. И тамо пак се подсетуваме на се оно што ни поминало. Ќе си се сретневме на вода, ќе ни доеле комши, ќе сме појделе. И таков ни беше животот. Ја како домаќинка нигде не работев. Дома си судила. Иначе другите работа имаше килимара, имаше други работи што работи. Добро беше, али сега навикнуваме на овој живот. Галичник во пишаните документи се споменува во втората половина од 14 век. Меѓутоа, според некои научни историски трудови и според бројните легенди и преданијата што се пренесуваат од колено на колено, заселувањето на Галичник датира негде пред 9 векови. Првите фамилии во Галичник се доселуваат од Солунско поле, од местноста Галик или од кај реката Галик, поради што и новото местожителство на Галичник го добило ова име. Изборот на новото местожителство не бил случаен. Новите доселеници од Солунско поле се занимавале со сточарство,
па според тоа планината Бистра со питомите и бујни пасишта представувала извонреден извор за напасување на нивните стада, а богатството со букови, борови и дабови шуми исто така представувало извор за огревно дрво и за градежен материјал за градење на приземните куќи кои во тоа време најпрвин се граделе од камен и дрво. Првите фамилии во Галичник се доселуваат во подножието на Говедарник, во оној дел во близината на Ѓеневица, и тука првите фамилии ја изградуваат и првата црквичка Света Петка. Од тука селото започнува да се шири кон север, кон Говедарник и понатаму кон Пеш. Така со векови се развивал Галичник, растел, за да во времето на турското робство достигне една бројка на жители од преку 4000, а во 20. век, помеѓу 30-тите и 40-тите години, Галичник броел околу 600 куќи со 700 семејства и близу 5000 жители. Со текот на времето, патувајќи низ Балканот, галичките сточари и печалбарите кои се отиснувале во многу европски земји и во другите континенти, стекнувале многу сознанија и искуства, така што тие ги пренесували и во родниот крај. На Галичник му давале еден нов дух, еден нов живот. Од пазувите на ова село никнат познатите дејци Ѓорѓи Пулевски, Партенија Зографски, Панајот Ѓиновски и многу други. Се восхитувале од Галичник многу патописти, географичари, научни работници и за него со восхит пишувале Луи Адамич, Мирослав Крлежа, потоа Јован Цвиј и уште многу други. Галичник низ вековите честопати бил напаѓан од разни арамии, потоа од разбойнички банди и од турците. Тие напаѓања особено биле засилени во 19. век. Познат е и настанот од 23. септември во 1845 година, кога Радин Паша од Дебар сакал да го запали Галичник. Сакал да го запали Галичник поради што галичаните им пружиле уточиште на турските бунтовници, но галичаните и овој пат, како и во многу други случаи, се упатуваат кон Дебар начело со Тодор Томовски и успеваат да го убедат Радин Паша да не го запали Галичник. Чешмата доведе мојки, аман две
izlego Todor Tomoski taman soćeja ide ponego jagne su gareno seje aman selamna paša čineje selamna paša čineje aman daleko gorit galičnik. Roden sam tokmo vo ova kuća naša, vo Galičnik, koja je specifična po svojata selska arhitektura i tamo i našite dve deca se tuka rodeni. Ja sam roden 1921. godina. Se sećam vo Galičnik, znači uše od 1931. kao 10-godišnja momče, koga zaminav na Gurbet. Predi toa vo Galičnik se održana manifestacija, popravo se osvetli crkvata Sveti Petar i Pavel i togaž beše dojdeni patrijarh od Varnava. Po toa vreme se sećam kao momče, znači nekade oko 34 svadbi ima na Petrovden. 34 svadbi, 34 rala tapani iz Urli, koji što prave jedan specifičan ambijent za toa vreme. Patot od Mavrovo do Galičnik beše običan nito makadam, toko taka napravljen od su iskopi, znači potpuno beše sposoben za da može dođati koli. Se sećam isto tako da kad togaš nekad oko 20-30 mali neki koli Fordovi razmi su bagašnice pozadnje što be dođe na ta manifestacija pokraj osvetljivanja na crkvata i da je vidjeti svadbice poznati vo Galičnik koji što svekova godina su održavale na Den Petrovden. Videći togaš site pečalbari se vraćaju vo Galičnik i svekogaš svadbenite ceremonijali, odnosno rituali ga održavale togaš. Togaš se zemale mladice i posle zemanjeto oni koji što bile na Gurbet zamenuvale nadućanite kada su bile vo Grcija ili vo Belgrad ili na drugi mjesta, duri vo Kairo, duri vo Amerika. Odali duri tamo na pečalbu. A stočarice koji su imale svoji ovci, oni zamenuvale vo Povrdarijeto i do 1927. godina vo Solunsko pole. Posle toga Grcice ne dozvoluvale i ovcite gi napasuvale samo ovo Povrdarijeto, znači preko zimata. A preko letoto planinata Bistra su svojite stada, znači proleta vo mesecite maj i juni, toga se vraćalo stadoto, a za Petrovden već obavezno dovađale i site ovije gurbetči koji što držale svoji dućani o raznim mjesta, znači što ispomenahme pred nekoliko vreme. Život od Galičnik po to vreme, koliko što se sećam i ja zbileći, i ja sam od Pečalbarite, 4 godine od 10-godišnja momča zamena vo Belgrad, pa od tamo posle 6 godini vo Solun, pa vo Seres, Skopje, Sofija i duri do 1. juli 1944. godina bih me stalno na Gurbet. Među toga, vo periodite koja dovađahme doma vo seloto, togaš nije se navraćahme tamo i site naši ljudi, drugari i svoji rodnini i prijatelji se viduvahme i po nekoliko mesečno boravenje povtorno se vraćahme na pečalba vo zemlji tekaj što bihme. Особено ме мојот живот значи се совпаѓа исто така после враќањето дефинитивно во Галичник, тоа беше на 16. ноември 1944 година и од тогаш до седо моето пензионисување останав во Галичник. Значи меѓу луѓето, овие мои врсници кои што биле со мене и дали тоа биле гурбетчи или после во нашава заедница, откако станавме организирани членови на Сојузот на комунистите и на нашата општествена заедница, останавме се до моето пензионисување 1985 година.
to jest od 1985. godina. Во почетните денови на ослободувањето Галичник, миграцијата него го затекна во окупацијата. Прво, 1941 година, со сломот на Стара Југославија, сите печалбари скоро се вратија во Галичник. Меѓутоа, Галичник, поправо и западниот дел на Македонија, остана под италијанска окупација и албанска, така да уште од првите денови тогаш во Галичник околу 300 семејства, 300 фамилии замина од Галичник и мигрира во Скопје најповеќе и други места во нашата република, односно во Македонија. Ослободувањето на Галичник го затекна со некаде околу 350 фамилии. Тие фамилии и семејства останаа се до 1952 година, кога задругата беше во пълн замах, по пълн расцвет, а истата е формирана на 19 јануари 1945 година. Една од најстарите задруги во Македонија и во земјата наша е задругата Бистра од Галичник. Миграцијата повторна во Галичник се роди некаде зачетоците нејзини по ослободувањето се 1948 година, по национализација на основното стадо што има индивидуалниот сектор во Галичник, индивидуалните сточари, и некаде од 52 година, кога веќе се осети дека некои луѓе кои што треба да се школуваат и така, поради децата едно друго, почнаа фамилиите да заминуваат, значи неповратно, така да нашата задруга вложуваше доста напори да се задржи населението и раководството тамо што беше и партиско и другите општествено-политички организации. Меѓутоа, мигрирањето на населението почна доста засилено, така да веќе 1968 година останавме некаде уште 19-20 домаќинства. Јас сум од Галичник. Има 92 години. Во Галичник сме живеле, Галичник беше прочуен. Од секој идеше народ, свадби се правеја, по 20, по 30 во денот се правеја свадби. Идеше народ и од странство иде, и галичани се береја. Иде луѓе што летуваја по градишчава и тие дојде за Петровден, за свадбите да гледаат веќе. Сега си спусти Галичник веќе, многу ни е криво. Јас сум дојден овде со нашето семејство уште во 1932 година. Меѓутоа, секоја година бевме присутни во оној амбиент на Галичник, на тогашните свадби, сите нешто што се случува во селото, кои остануваат во сеќавање на секого кој е роден во своето родно место, се разбира конкретно сега за Галичник кога говорам, и сега се возбудувам, јако сум пред камерава навикнат да бидам комотен, се возбудувам заради тоа што навистина се враќам 50 и повеќе години назад, да се подсетам јас како галичанец на нештата што ме обкружувале во моето детство, длабоки спомени. Свадбите беа проткаени со игри, песни, главно доминира зурлите и табаните од прочуеното семејство за таква изведба Мајовци од Дебар, а имавме и едно семејство кое живееше в Галичник, од тие инструменталисти, така да секој пат беше звучно, што би рекол човек кој ќе дојде ќе рече, зар може волку да има волку тапани, волку зурли и пак ушите да не те заболат. Кога сме кај зурлите и тапаните, јас толку ги сакав тие инструменти, уште како мало дете, нека ми биде простено, овој термин го потребуваме повеќето од нас, пеачи, инструменталисти, дека од мали нозе сме почнали и така натаму. Навистина,
можам да кажам дека така и се случи со мене. Ме воделе на свадби, јас 5 години сум бил толку, барем како што ми кажуваше и мајка ме, а нешто и паметам самиот, да испеам нешто колку што сум можел и да изрецитирам некои рецитации во тоа време што беа популарни од амбиентот. Така да, некои рекоа во тоа време, оваа дете ќе биде пеач. Да кажам на дијалект галички. За моја радост и среќа така и се случи. Галичаните секогаш ги одликувало родолюбие. Љубовта кон галичник, тоа е нешто вродено, нешто што се подразбира кога ќе се рече галичник. Јас не можам да го доживувам галичник поинаку од што го доживуваат, би рекол, сите галичани. Ние живееме овде, али сме постојано тамо. Не пропуштаме прилика да не бидеме тамо, нарочно на Петровден, на свадбата. Не пропуштаме прилика да не сториме она што можеме да сториме, што мислиме дека треба да се стори, да се врати животот во галичник, да му дадеме она значение на галичник кој што тој го имал во својата доста долга историја. Јас, како галичанец, длабоко го носам во срцето галичник. Во галичник работев и престојував 20 години. Како наставник и директор на основното училиште, му ја подарив на селото целата моја физичка, психичка и интелектуална енергија. Во галичник развивме еден масовен, културно-просветен и забавен живот. Покрај постигањата во 8-годишното училиште, преку културното уметничко друштво Бистра, со приредбите што ги организиравме во многу места во Републиката, придонесовме за афирмацијата на галичник. Јас сум од Галичник. Секоја година на свадбата учествувам на галичката свадба и као свекрва и као кума. На срце ми пржит за Галичник, али мораме овдека да живееме, многу ни е жал. Секоја година одиме и така по еден месец седиме таму.
Моето детство лично е сврзано за селото Галичник. Едно по многу нешта особено и може би најголемо село своевремено во Македонија. Село со големи традиции, со еден од најбогатите фолклори, со многу обичаи и своевремено со еден богат живот на повеќе планови. Пред се Галичник како едно од највисоките планински села во Македонија бил познат и како сточарски крај, и со печалбарството, и со сето она што го исполнувало секојдневието во тоа село. Јас го паметам од годините на моето детство, бидејќи моето детство е сврзано за Галичник, негде до мојата 16-та година. Се разбира и после неколку години активно живење во Галичник исто така носи своји белези, така што семејството мое се исели во оној период кога мислам дека и беше последен бран на преселба од Галичник, почетокот на 60-тите години. Моето детство е сврзано со Галичник не само преку обичниот живот и преку она што било домашно, да речам, секојдневје, и преку моето ученикување во познатата осмолетка која го носеше името на Ѓорѓи Пулески, еден од нашите највидни преродбеници од минатиот век по потекло галичанец, и кој тогаш броеше негде повеќе од 300 ученици, негде кон средината на 50-тите години, кога јас почнав да учам во таа осмолетка. Незаборавни се средбите, другарувањата со моите врсници, исполнети со игри карактеристични за тој крај, исполнети со прошетки во живописната околина на Галичник, исполнети со јавање коњи, да речем, со бодинање, како што го велевме ние, со некои малски поврзувања во дружини, па надпревари во повеќе игри, надфрлања, камен, пример, и слични работи, како што во последните оделенија од осмолетката, благодарение на умешноста на некои наставници што ни предаваа македонски јазик и литература тогаш, во моето паметење е останато и со собирањето и запишувањето народни песни, легенди и други случки или фолклорни досетки од тогаш се уште најстарите луѓе во селото кои ги паметеа изворно. Јас не знам каде се и што се тие тетрадки што тогаш ги запишувавме, но, например, мислам дека во нив стои и добар материјал кој се уште не е влезен, може би, во некои од зборниците наши за сочуваниот фолклор од понов датум. Галичник е нормално во едно такво сеќавање нашол преокупација и во моите стихови. Тука како сите бродоломци да ги прокоцкале своите спасени кралства и умреле пред да го припитомат каменот, таа безгласна мелодија во која заклучено преспива сето време. Таа во парампарчиња искршена вазна, таа неизлечлива болест со звоно и бегство во устието враќа се во својата несигурност. Попусто под пепелта на татковото огниште ја бара фугаснатата звезда за која велеа дека е моја, таа нежна и очајна љубов во која се криеше никулецот на самоуништувањето. На овој камен кому му е одземена сета историја, недосонки в магла прслиња прстенуваат. Изговорен, тука зборот е нешто повеќе од самиот себе, од јалдазниот часовник што му ноќобдени во крвта. Не може да се остане во тие заградени остатоци на собствената слабост, од кои главата се празни, како што се празнат молкот и белегот од печалната софра на гурбетчиите.
животот во Галичник повторно се врати. Само тоа зависи пред се од носталгијата и од економските услови што би требало да се подобрат во целиот наш крај, посебно во нашето место, и со помошта на нашата заедница може би еден ден за повторно, како што сме го рекле неколку пати, вака кога сме се расправале за настаните и миграциите во Галичник и другите села околни што се, да еден ден во Галичник и во другите наши села мијачки чукнет повторно школско звонче. Видејќи да во Галичник, Лазарополе, Гари, Тесунче, Селце, Сушица, Росоки, сите тие села, баш токму сега, баш во овој период, значи немат ниедно дете, ниедна млада фамилија, него повеќе се стари или изнемоштени лица, кои што остануваат понекогаш и преку зимата. Иначе преку летото сите овие села се живи, голем број на нови домаќинства, односно нови куќи се изнаправени, старите ги поправуваат и доста е вака, што се викат, инфраструктурата се во последно време, значи се изградува. Струја имаме секаде во сите тие села. Патиштата горе-доле, што се викат, се подобрија, значи патниот сообраќај. Создадовме една викенд населба, која ја посетува не само нашите домашни туристи и нашите жители, што се викат стари галичани, туку и други странски гости кои доваѓаат нажито во одржувањето на галичките свадби, кога е Петровден као позната галичка свадба, као традиција, манифестација. Ентузијазмот на галичаните кон Галичник не спласнува. Љубовта не е само обележие на постарите, ами таја се наследува и на најмладите генерации. Третата генерација, генерацијата на галичани чии што родители се родени надвор од Галичник, пак се чувствуваат како галичани и кога се врши избор за место на годишен одмор, тие се без резерва се определуваат за Галичник. Да се надеваме дека се пред нас подобри денови, дека еднаш конечно ќе се осознае и ќе се стори она што треба да се стори, да се оживат испустените села, да се врати животот во нив, оти градовите не само поради загаденоста, ами градовите не можат да го примат целото население, да му дадат екзистенција, работа и живот. И јас ја негувам љубовта кон Галичник. Посебно е задоволство да се присуствува на една од галичката свадба. Јас, како и моите родители, учествувам секогаш, а во 1982 година бев и невеста на таа манифестација. Ако се отиде еднаш во Галичник, не верувам дека ретко кој би можел да остане равнодушен и да не отиде барем уште еднаш, зашто природата е стварно воодушевлива. Ќе може ли да се спаси нешто од овој дел, од ова славно минато на едно село што се прочува низ целиот свет? Едно село кое што може слободно да се прогласи за музеј. Ќе стигнат ли научниците, музеалците, конзерваторите навреме за генерациите да го спасат она што може да се спаси?